Земјава мора да направи законски измени за третманот, но и посериозни чекори за ресоциализација на лицата со проблеми на зависност. Ова го покажува компаративната анализа што ја изработи организацијата Избор од Струмица на 3 европски земји – Велика Британија, Холандија и Полска со Македонија, каде се забележува висок процент на стабилизирање на поранешни зависници за разлика од државава, каде тој број е значително помал. Значи, влегувањето во третман од зависност е само првиот чекор за живот без дрога. Но, социјалното исклучување или недоволното социјализирање на луѓето зависници од дрога може да има негативен ефект врз самите позитивни третмани. Многу е важно да биде адресирано за да има долготрајност, бидејќи начинот за тие луѓе да се вклучат во општеството е преку нивно вработување. Во тераписката заедница Покров кај селото Баница во моментов има сместено 20 на лица кои се во процес на третман за рехабилитација и ресоциализација. Стручните лица вклучени во нивниот третман велат дека најважно е после излегувањето од тераписката заедница да продолжат со нормален живот, да имаат вработување и секојдневни обврски со што би биле понастрана од пороците. Битен дел е, како окупационен терапевт, е како луѓето се справуваат, односно ги спроведуваат своите секојдневни активности. Значи, тоа е мојот опсек на работа и тоа е многу битен дел. Покрај тоа што треба да имаат, значи, да знаат да работат работата што треба да изработат, да имаат социјални вештини и така натаму, мора да ги користат, односно да се вклучат во секојдневниот живот. Тоа е суштината. Затоа што се работи за многу долг процес, многу макотрпен процес во нивната рехабилитација, ресоциализација, се работи на тоа да можат да се соочуваат со секојдневните проблемски ситуации кои што доаѓаат и на работните места, но и надвор од тие работни места. Избор заедно со 6 граѓански организации спроведуваат проект финансиран од УСАИД, преку кој веќе вработија 6 лица поранешни корисници на супстанци.